Здраво, Македонија! И денеска започнуваме со уште едно издание на квизот Листа за 300, кој што можете да го гледате само на Сител телевизија. Нашите надпреварувачи се подготвени, проđем како и целиот тим тука кој што работи за да го реализираме денешното издание. Па да не должам повеќе, ќе ги повикам прво победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домакини, а тоа се Сашко и Ордан. Повелете. Сашко, здраво. Ордан, здраво. Здраво. Како сте? Супер. Може понаволу да си Сашко. Расположени денеска за игра? Да. Минатиот пат имавме доста возбудлива партија. Така почнав века слабичко малце, односно со мало кихче, или да, невнимание, па потоа да направиме целосен пресврт. И темата за жал не ни се погоди нешто најмногу, да, но не си заминавме со празни раце, сепак минимална сума, минимална, како и да е. Дали сте ми добри денеска? Супер, одлично. Супер, е денеска како претходниот пат. Така, Спремни за игра. супер. Да не сакате да поздравите некого, да додадете нешто? Може еве јас сега да поздравам и поздравам моите дома, татко ми, мајка ми, брат ми и девојката Марија. Голем поздрав до сите. Колку време сте со Марија веќе? 10 години. Дај, не те прашувам други работи. Знам дека дома те знам што чекате, што вака, што така. Вие се знаете. Уживкајте си па животот, ваша си е врската, вие како одлучите така нека биде. Ордан, нешто е? Ми ги поздравил пак и ја. Сите домашните, жена ми, ќерката, мајка ми, ги поздравам исто, брат ми, снајата, другото внуче, братот на Саше. Супер, голема фамилија, убаво. Да ги охрабрим и оние да се пријавуваат да дојдат. Така е. Да покажат поголемо знаење од нас. Бидејќи секогаш дома кога седат, леле воа не го кажавте, леле на воа требаше. Ја на да сите викам многу отиди таму да видиш како е. Да, на сите им кажам. Друго е дома кога седиш и гледаш, друго е кога си таму и кога тој те одговора што ќе го дадеш. Немаш опција да бираш повеќе и така. Супер. Расположени сте значи за денеска, нема повеќе да ви го трошам времето. Денеска сте домакини, па домакини опуштате се во вашата кабина. Благодариме. А во нашето студио се и дивните противници. Денеска улогата на предизвикувачи припада на Стефан и Андон. Повелете. Андон, здраво. Добар ден, Марко, здраво живот. Како си? Стефан, здраво. Добри сте. Одлично. Колку време не сме се виделе од минатата сезона му даја? Година и пол. Година Две и пол. сезони. Минатата сезона ја прескокнавме, Така, значи, воопшто не дојдов. зашто срам да ви е? Ке видите за ово убаво. Имате минус таму пишат. Добри ли сте, ми кажете? Одлично, супер. Расположени за игра? Да, секако. Дома? Одлично. Да, Фала Богу, супер. напушено. Да ги подсетиме гледачите, бидејќи поминаа 2 години. Јас сум Андон Коловски, 53 години. Сега веќе 53, тогаш помлад беше? Помлад. Па и сега не сум доволно, Не. сега сум возрастен. Дали, да, точно така. Стружанец во Охрид, оженет, по професија дипломиран градежен инженер, вработен во јавното предпријатие Водовод Охрид. Поздрав до колегите и колешките и до тројцата најдобри критичари на мојата игра. Тоа се Зоран, Драги и Ване. Поздрав за сите нив. Доволно е за почеток, мислам. Коле, поздрав и од мене до нив. Јас сум Стефан, 28 години, од Охрид, програмер. Ти си Охрид, така? Па не баш, ама, Не баш. Од кај ти е потеклото? па од Охридско, од Дебарца и Охридско, од Дебарца. другата страна, и Добро. од Подгаличица. Јас сум исто стружанец по потекло, само ја во Скопје тука отидов. Тоа е тоа. Би ги поздравил домашните, девојката Ивана, сите роднини пријатели, сите што не гледаат. Ајде го прашав твојот противник, колку време си ти со девојката? Година и пол. Година и пол, добро. Реков и ти да не си 10 години. Дали на тебе ти вршат притисок кога ќе се жениш? Па да. Децата ќе нормално. Како? Да, нема бегање од тоа. Сосема нормално во секоја куќа. Супер! Ви посакувам многу среќа во продолжение. Почувате како предизвикувачи да видиме до каде ќе стигнете договорено. Благодарам. Повелете во вашата кабина. Сашко и Ордан, односно Стефан и Андон се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, на брзина ќе ги провериме дали работат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. Затоа ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Стефан и Андон, дали се слушаме? Се слушаме. Одлично.
Знаете, ако имаме некаков проблем технички, ќе ми кажете, ако нешто не е јасно, ќе прашате. Кажете ми, во минатото ми земавте пари на неколку пати, така? Зедов Да. Супер. Знаете какви чувството тука да се биде, тоа е тоа. Знаете за што се борите. За среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина. Сашко и Јордан, дали се слушаме? Се слушаме. Одлично, домакини, може да почнеме. Може. Готово. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Предизвикувачите се расположени за игра, домакините велат ајде да почнеме, па ајде да почнеме. А започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи. Женски имиња во кое има најмалку 3 самогласки. Бараме женски имиња во кои во себе содржат најмалку 3 самогласки, без обзир се извинувам дали се повторуваат или не и без обзир каде се наоѓаат во името. Секако, мора да ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, а за да бидат признати во овој именик, името треба да го имаат најмалку 5 наши сограѓанки. Ќе ви дадам помош, Марија би била точен одговор, затоа што има 3 самогласки, без разлика што има 2 пати А, што е другата и така натаму. Значи може да се вигра сите самогласки, може да се повторуваат и така натаму. Важно е да има 3 самогласки севкупно во самото име. Сашко Јордан, дали не е јасна темата? Да, да. Одлично, Стефан Јандон, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Стефан и Андон. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Стефан и Андон, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. Ајде со 7. Започнуваме со 7. 15. Дуплираме, така кажано, 15. 17. 17. Нема ограничување во бројот на На букви не. Не. 25. 25. И уште еднаш ќе повторам, најмалку 3 самогласки. Може и 4 да има и 5 во Без името. разлика колку вкупно букви. Така. Да. Колку беа? 25. 27. 27. 32. И на вас да ви повторам, 32, само да ви повторам, дека најмалку 3 самогласки, да не ги рачунате точно 3, најмалку Може 3, и може и повеќе. 4 и 5, да. Само да е важно е 3 најмалку да има. Рековме 32, 32. 33. Извини. 33, добро. Ќе направев грешка, 33, мене ми се слушна 43, голема разлика, викам, чекај. 36. 36. Те слушна претходно 43, викам, тоа викам, чекај, дај прашај си. 37. 37. 40. И стигаме до 40. 41. 41. 45. 45. 1 повеќе, Марко. 46. 50. Стигнавме до 50. 51. 51. 53. 53. 1 повеќе, 54. 54. 57. 57. 59. 59. 60. 60. 61. 61. 63. Две повеќе 63. 62.
Шаховски 64. 64. 66. 66. 67. Едно повеќе 67. 68. 68. Ај безобразни 69, бројка нека видите. Безобразното 69. 70. 70. 71. 71. 72. 72. 73. 73. И 4. 74. 75. 75. Дали, драги гледачи, ќе го срушиме рекордот ако веќе не го срушивме во надавање? Секако 75. 76. 77. 77. 80. Не, Не, 80. 80. Точно. 80. Нека одговараат, Марче. Да, одговараат. Сашко и Ордан. Ќе имаме тешка задача, имаме тука 80 празни полиња кои што ќе треба да ги испишеме со женски имиња во кои има најмалку 3 самогласки. Сашко и Ордан, кога ќе бидете подготвени, може да започнеме. Александра. Александра. Така е, точен одговор. Аница. Аница. Така е. Анастасија. Анастасија. Така е. Ангелина. Ангелина. Така е. Ангела. Ангела. Точно. Антонија. Антонија. Така е. Антуанета. Антуанета. Така е. Анета. Анета. Така. Анита. Анита. Така е. Анжелика. 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 Така е. Атиџе. Атиџе. Точен одговор? Благородна. Благородна.
Така е. Божана, Божана. Точен одговор и Божана. Божица, Божица. Така е. Бојана, Бојана. Бојанка, Бојанка. Бојанка 71 во Македонија. Точен одговор. Борјанка, Борјанка. Така е. Бисера, Бисера. Точен одговор. Билјана, Билјана. Така е. со Ј, Билјана, Билјана со Љ. Точен одговор, 20 веќе. Благица, Благица. Точен одговор, Благојка, Благојка. Точен одговор, Ванеса, Ванеса. Така е, точен одговор. Валентина, Валентина. Точен одговор. Виолета, Виолета. Точен одговор е Виолета. Василка, Василка. Точен одговор. Велика, Велика. Така е. Верица, Верица. Точен одговор. до кај сасавме само? До 29. 28 имаме. Гордана, Гордана. Точен одговор. Горица, Горица. Така е. Галена, Галена. Така е. Гроздана, Гроздана. Така е. Грозданка, Грозданка. Точен одговор. Габриела, Габриела. Така е. Даница, Даница. Точен одговор. Даниела, Даниела. Точен одговор. Добрила, Добрила. Точен одговор. Драгана, Драгана. Точен одговор. Драгица, Драгица. Точен одговор.
Дијана, Дијана, така е, и без Ј Дијана, Диана, без Ј, точен одговор, Ѓурѓица, Ѓурѓица, така е, Ѓурѓица, Елена, Елена, и Елена е точен одговор. Елеонора, Елеонора. Точен одговор Елеонора. Евгенија, Евгенија. Точно. Елица, Елица. Така е. Елизабета, Елизабета. Точен одговор. Жаклина, Жаклина. Жаклина. Така е. Зорица, Зорица. Точен одговор. Ивана, Ивана. Ајде. Точен Иванка, одговор. Иванка. Точен одговор. Илина, Илина. Како брато четками, поздрав. Точен одговор. Ивона, Ивона. Исидора, Исидора. Точен одговор. Јадранка, Јадранка. Точен одговор. Јована, Јована. Јелена, Јована точно. Јелена. Јасмина, Јасмина. Точен одговор. Јасминка, Јасминка. Така е. Катерина, Катерина. Со Катерина 60 точни одговори до сега. Костадинка, Костадинка. Така е. Кристина, Кристина. Така е. Лилјана, Лилјана. Лилјана. Точен одговор. со Ја, Ова е Лилјана. Лилјана, не кеш? Не, Лорета. Лорета, Лорета.
Така е. Македонка, Македонка. Така е. Марија, Марија. ако не ја кажеме ке нисте ба. Мора да кажеме како Марија, точен одговор. Маријана, Маријана. Така е. Мартина, Мартина. Точен Моника, одговор. Моника. Така е. Мирјана, Мирјана. Со Мирјана 70 точни одговори, уште 10 ни требаат. Наталија, Наталија. Наташа, Наталија е точен одговор, потоа Наташа. Така е. Невена, Невена. Точен одговор. Николина, Николина. Точен одговор. ај со Павлина, Павлина. Точен одговор, Павлина. Петрана, Петрана. да. Петрана, 45 во Македонија. Точен одговор. Славица, Славица. Точен одговор. Симона, Симона. Симона, точен одговор. Стефанија, Стефанија. И последниот, кој ќе биде? Теодора. Теодора. Ја заборавивме, не ти не се лутеше. Не смееме да заборавиме Теодора да се љути. Теодора 80 и точен одговор. Сашко Јордан, секоја чест. Без никакво застанување еве. И вашите противници со аплауз го поздравија сето ова. И така и заслужено беше 80, ова беше едно од големите надавања, ако не најголемото надавање што сме го имале во листа за 300. Мислев дека временски ќе кикснете, дека нели ќе се мислиме, проблем е со вакви големи надавања што времето е нели смалено, немаме толку простор за размислување, но без некој проблем, искрено кажано, во ни еден момент не застанавте и заслужен поен. Честитки, но не можеме да се опуштиме, така. имам уште една лицитација. Стефан Јандон, и до вас немам никаква замерка, надававме, искрено, после 60-тото, викам, веќе почнаа да претеруваат, не знам што, ама се испостави дека едните и другите добре познававте темата и знаевте дека има многу имиња. Решивте на 80 да се откажете, не знам зошто, свесни бевте нели дека има, ама тоа е тоа, некаде мораше да застане, нели, моравме да кажеме стоп на некој од бројките. Продолжете вака храбро во продолжение, ништо не е готово, имам уште една лицитација да се фокусираме на таа. Зарем има потреба луѓе да ви читам уште имиња кои што ги кажавме, нема, не ни знам кои да ги одберам веќе. Затоа веднаш продолжуваме со втората лицитација, лицитацијата која што ќе одлучи дали Стефан и Андон ќе застанат тука, односно ќе се борат преку пеналите за да застанат тука, или пак Сашко Јордан без некој поголем проблем ќе ми се придружа тука на главната сцена. Како и да не должам, темата за второто надавање гласи: реки што течат низ Србија, Црна Гора и Косово. Барам имиња на реки кои делумно или целосно течат низ Србија, Црна Гора и Косово. Тие се меѓу себе соседи, па имаат и доста заеднички реки. Секако, можете да кажувате и други реки, важно е барем малку да минуваат низ било која од овие држави. Реките треба да имаат должина од најмалку 10 километри. Дали ни е јасна темата, Сашко Јордан? Да, јасно. Одлично, Стефан Јандон, дали ни е јасна темата? Супер.
Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се најдоа Стефан и Андон. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Стефан и Андон, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. Ајде со 3. Започнуваме со 3. 4. 4. 5. 5. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. Бојана и Дрина. Настројна Дрина. Стефан и Андон, што правиме? Која бројка беше? 9. 9. Нека одговараат на 9. Да одговарат? Ајде да видиме. Сашко и Јордан. Имаме 9 полиња. Знам дека наведом изгледат и малце, нели? Но сепак ги темата Така. е малце, како да кажам, шкаклива, можам тој збор да го потребам. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Тара. Тара. Тара, прв точен одговор. Морача. Морача. Така е. Бојана. Бојана. Бојана, трети точен одговор. Дунав. Дунав. Иде Дунав. Колку може да спасеш? Сава. Сава. Така е. Јужна Морава. Јужна Морава. Така е. Млава. Млава. Така е. Тимок. Тимок. Така е. Западна Морава. И Западна Морава за девети одговор. Сега уште да видиме дали е точен. И да, Западна Морава девети точен одговор за Сашко и Јордан. Честитки. Одлично одиграна партија денеска. Ке се видиме повторно тука на главната сцена. Стефан и Андон, многу ми е жал што мора тука да се поздравиме, зашто знам дека квалитетот ви е на друго ниво, мислам, не е ова реалниот резултат, реалната слика. Ке мора повторно да се видиме, да го поправиме овој резултат. Едноставно таа првата тема, мислам дека малце и моралот ни го бутна, што се вика после 80 одговори, доста надававте. Сериозно, немам никаква замерка. Едноставно така се погодија темите, таква е една од оние партии. Што да кажам друго. Многу ми е жал, ќе се видиме во наредна прилика и знам дека резултатот ќе биде доинак. До тогаш останете ми во добро здравје. Благодарим. А ќе прочитам дел од оние реки што течат низ Србија, Црна Гора и Косово. Тука ги имаме Бегеј, Бел Дрим, потоа Босут, Драва, Дрим, кој што настанува од Бел и Црн Дрим, Дрина, Зета, Ибар, Колубара, Лепенец, Велика Морава, односно Морава, Нера, Неродимка, Нишава, Пчиња, Тамиш, Сава, Требешница, Увац, Црндрим и така натаму. А сега, Сашко и Јордан, повелете тука на главната сцена да ве сочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат овој пат, ќе дознаеме сите заедно во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Сашко и Јордан се повторно тука со мене на главната сцена и повторно ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Минатиот пат си заминавме со парична награда од 50 евра, така беше, да видиме денеска дали ќе успееме да дуплираме во најмала рака таа сума.
Пред да го направиме тоа, на брзина да протрчаме низ нашата листа која е составена од 15 празни полиња и кои што треба да ги спишеме со точни одговори за да добиеме она максимална парична награда. Во меѓувреме, за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 950, за 12 200 евра и за 15 точни одговори ќе си заминете од нашето студио со парична награда од 300 евра. А сега, слушајте добро, Ордан и Сашко. Слушајте добри вие, драги гледачи, денес како тестираме нашето знаење на тема држави во САД чие име завршува со согласка. Ги барам имињата на сојузните држави кои се званично дел од Соединетите Американски држави и чие име, напишано во наша транскрипција, завршува со било која согласка. Значи името не смее да заврши со некоја од 5 самогласки, а тоа се А, Е, И, О и У. Дали ни е јасна темата? Да. Супер. Кога ќе бидете подготвени да започнеме? Мичиган, Мичиген. Мичиген, прв точен одговор. Мейн, Мейн. и Така е. Мериленд. 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 До 50 евра. Заборавам дека после оние 80 што ги зове, сега више не знам каде сум. И со Мериленд стигнавме до 50 евра. Сега што правиме за понатаму? Само да размислиме кој беа. Нема проблем. Денвер. Да. За Вашингтон дали имаше држава? Вашингтон, DC. Тексас. Тексас, Денвер и Вашингтон. Мислам дека има Вашингтон, DC е главен град. Илиноис, Тексас и Нью-Йорк. може еден сигурен. Илиноис, Тексас. Ајде, добри сте. Што се мислите толку? Што може да На Вашингтон се мислам. Вашингтон. имаш? Се мислите дали има држава Вашингтон? Да. Ја Сашко мислам дека го расчисти тоа Вашингтон во Вашингтон. Ја мислев дека се договоривте за тоа. Вашингтон, Вашингтон. Така е. Илиноис, Илиноис. и Тексас. Точен одговор Илиноис и Тексас за 100 евра. Како се вика тие? Ова имаше. Тексас, шести точен одговор. Честитки за Сашко и за Ордан. Арканзас, Да видиме дали ќе продолжат понатаму. Минатиот пат си замина од тука со 50 евра. Сега веќе успеа да дуплираат својата сума, но дали ќе одат да триплираат? Сега ќе видиме. ајде, Што правиме? одиме. Каде, дома или понатаму? Понатаму. Ајде за понатаму. Кој ги имаме? Нью Хемпшир, Нью Хемпшир. Денвер, ама не сум сигурен за Денвер. не, кој ги рекол? Арканзас, Само момент, Нью Хемпшир е точен одговор, потоа Арканзас. Арканзас, и мене ми е тука прв на списокот. Према тоа знам дека е точен одговорот. Денвер. И тоа ќе биде 8 точен одговор и Денвер. Денвер. Нью-Йорк, не. Денвер, не. Денвер град. Колорадо град. И текна така. Денвер е градот, Делавер е државата. О, многу ми е криво. Зошто па ја не слушам убаво, некако да ве прекинев, да ви намигнев, да ве ова. Застанавме, сепак ќе мора да се задоволиме со премијата што ја земавме минатиот пат. Избрзавме малце.
После тоа ја приметивме и самите грешката, но веќе касно беше, одговорот беше регистриран. Сашко Јордан, многу ми е жал, но на моје огромно задоволство, повторно ќе се дружиме во следното издание, тогаш ќе бркаме максималната награда од 300 евра за да надокнадиме за се досега. Сега ќе ви прочитам на брзина, драги гледачи, 18 сојузни држави кои што завршуваат на С од Соединетите американски држави. Тоа се Арканзас, Вермонт, Вашингтон, Висконсин, Вајоминг, Делавер, Илиноис, Конектикат, Канзас, Мејн, Мериленд, Масачусетс, Мичиген, Њу Хемшир, Њу Јорк, Орегон, Род Ајленд и Тексас. Со ова го завршуваме денешното издание на листа за 300. Тука ќе ве поздравам, ќе ви посакам да ми останете во добро здравје, во одлично здравје и секако да останете со програмата на телевизија Сител. И никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!